Ајде, мило мало, ајде. Знаеш дека ова ќе биде густа пирамида? Знам. Така ми личи од моето скромно искуство. Леле, колку е исто. Му ти си ми го пресликала од минатиот пат. Не, во промили. Во промили е ова. 31,1, 29, 39. Тука се уште ќе биде госто. Бегај, донеси ми нешто конкретно. Ние сме пред темата број 4. Воведничар ќе биде господинот Агим Пошка, а темата носи наслов Ден за ден пирамида. Македонија ги живее моментите пред избори. Пратениците се подготвуваат за кампањите, а ќе живеат од собраниска плата, се до конституирањето на новиот состав. Експертите категорично против. На пратениците им следува само апанажа. Граѓаните со различни ставови, а стечајците револтирани од ова право на пратениците. И понатаму ќе останат пред македонското собрание, иако парламентот не работи. Во реклие македонските пратеници натаму да живеат на грбот на даночните обврзници. Зошто партиите не ги финансираат своите застапници, иако имаат пари, од каде им се? Од каде им се парите? Не знам, ја преска госпоѓа Јанска ме нарече дека е време на кампања, па знам дека така зборува така. Ја не представувам никаква политичка партија. Мислам дека е полесно да зборувам за оваа тема. Но во овој случај јас, ако треба да одбирам на која странка сум, ќе треба да речам дека сигурно има една јасна регулатива зошто тие ја бараат, сака да се платат до крај на овој дел. Стечајците мене ми е многу криво што секој се спомнуваат кога има некоја фрка. Стечајците треба се спомнат кога ќе се главна тема и ние ќе имаме решение за нив, а не да ги користиме секогаш како синоним на неуспех на една или друга влада. Стечајците треба сами да, мислам не сами, него да се реши проблемот со стечајците, да не се користи како секогаш како црна овца на целиот систем. Избегнуваат, сите ги избегнуваат. Тоа е стварта, значи да не се гледа како црна овца на секој систем од еден до други така натаму. А откаем се на партиите, парите, мислам дека не треба некој филозофија да се каже, сите тоа го планира за сите тие години кои се во власт. Значи има шема. Една минута Весна Јаневска, повелете. Јас бев пратеник, кога гласав за само распуштање на парламентот, се откажав од 2 годишни мои плати. Не сметам дека ниту јавноста, ниту медиумите треба да го коментираат она што е работа на законот. Законот кажува дали пратениците треба или не треба да земаат плата во периодот до формирање на новиот парламент. За ваков случај, за жал, има мал проблем во законот, тој е недоречен. Уставот и законот за пратеници е недоречен. Експертите си го кажаа своето, тие рекоа не треба пратениците да земаат плата и пратениците нема да земаат плата. Пратениците ќе преживеат и без овие 2 плати, но платите на пратениците немаат ништо заедничко со стечајците, ве молам. Платите на пратениците немаат ништо заедничко со економската состојба во државата. Платите на пратениците не се привилегија. Пратениците не се најпривилегираниот слој во ова општество. Освен плата, никаков друг додаток не земаат, никаква друга привилегија немаат. А тоа прво што беше нешто дневничка вамо? Не. Ништо добро. Една минута Филип Петровски, повелете. Се извинувам, една секунда. Овој премиер не дозволи ни денар повеќе. Добро, една минута, повелете. Кога се отвори процедурата за распуштање на овој парламентарен состав, јас бев дента во парламентот и знам од внатре, бидејќи сум добро информиран човек, дека се водеше голема дебата помеѓу сите партии како сега да се распуштат, ама и да земаат паричка. Е сега јас вака ќе ги симплифицирам работиве. Реплика 30 секунди Весна Јаневска, повелете. 30 секунди. Тоа е. Пратениците се граѓани како и сите други. Некои пратеници како што сум јас се враќам на своето работно место за 10 дена. Некои пратеници остануваат на улица исто како и стечајците. Сметам дека се направи преголема, се крена преголема време од нешто што треба законот да си го каже, судиите да си кажат, правниците да си кажат. Не треба, значи пратениците не се тие кои ја креираат главната политика во оваа земја, а најмалку користат од привилегии. Да, знам, само тоа ми звучи малку